Почитувам председач, сакав да бидам малце поедноставен во образложението, меѓутоа морам да кажам дека сум крајно испровоциран од образложението на министерот за економија. Заменик министерот. Постави едно прашање зошто посебни права за земјоделците. Почитуван заменик министер, затоа што вие немате основно познавање на земјоделието. Затоа што немате основно познавање од земјоделието во Република Македонија. Затоа посебни права. Затоа што вие сте проблематика економија и ги земате земјоделските задруги под ваша капа. Затоа е овој амандман. Затоа што ако нешто е несигурно во оваа држава, тоа е земјоделието. Од друга страна, во земјоделието имаме стотици илјади вработени. И тоа не вработени, току цели семејства работат во тој сектор. Од мали деца до највозрасни луѓе во семејството. Затоа што земјоделието, господине заменик министри, од 90-та година до денес ја одржува оваа држава. И сите кризи во оваа држава се на плеките на земјоделците. Секогаш кога е криза, земјоделците тоа први го чувствуваат. Затоа што со манипулативни односи на откупци, прекупци, закупци се богатат на грбот на земјоделието. Затоа што и тоа што е регулирано и тутунот се е превртено во оваа држава во однос на земјоделието. Затоа посебни права за земјоделците. Вие овие работи не ги познавате. Овие работи се специализирана област во земјоделието. Ова не можете да го третирате во законот за енергетика, во законот за економија. Затоа што веќе земјоделците, земјоделските стопанства имаат одредени стекнати права. И што правите сега вие со вашиот закон? Член 55. Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи законот за задруги, за земјоделски задруги. Го суспендирате, ова е законот за земјоделски задруги, го суспендирате цел закон. Ова не го измислив јас. Ова што го барам со амандманот се содржи во член 13, имот на земјоделска задруга, став точка 2, копирано од А до Ш. Затоа што законодавецот во законот за земјоделски задруги увидел, кога го работил законот, дека има потреба од оваа проблематика. Затоа што земјоделците не влегуваат во задруги затоа што многу им е мило. Имаат многу горка историја во однос на задругите. Од 45-та наваму. Со тешки маки неколку десетина задруги едва и се направени во оваа држава. Им се дадени повластници на тие задруги затоа што ако сакаме модерно земјоделство, мора да има укрупнување на земјоделците. Мораме да бидеме компатибилни со европското земјоделство, каде што задругарството е алфа и омега на здружување на земјоделците. И сега вие, за да направите единствен регистар на земјоделските задруги, за да ги регулирате имотите на земјоделските задруги од 45-та наваму кои не се регулирани и сакате да ги ставите под капа на државата, целосно го суспендирате законот за земјоделски задруги. И суспендирајќи го овој закон, земјоделците повторно остануваат во зона на несигурност. Вашиот ценет одговор, почитуван заменик министер, да си го регулирате тоа во законот за земјоделство и рурален развој. Што попрво таму да регулираме? Кога имаме специализиран закон за земјоделски задруги кои го регулираат ова. Колку време ќе помине од денес, кога ќе го суспендирате овој закон, до моментот на носење на измени во законот за земјоделство и рурален развој?
На што посочувате, што не е решено во овој закон да биде решено. Затоа ги бараме овие измени. Затоа што земјоделците не и веруваат на власта, не и веруваат дури и на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, камо ли па на Министерството за економија да му веруваат. Тоа вас не ви интересира, тоа вас не ви тангира. За вас земјоделството е назадна работа. За вас тоа е нешто што ја смета на државата. Тоа што го вие правите е интенција да го доуништите земјоделието. Како ќе ги остварат земјоделските задруги сите права кои ги имат стекнати со со законот за земјоделски задруги? Едно од тие права е и покрај тоа што го здружуваат имотот, во дадени околности да можат да излезат, да го повлечат имотот, затоа што им се бара, согласно ИПАРД, согласно трети договори, согласно четврти работи, да приложат единствен имот. Како ќе го направат тоа? Тие влегоа во земјоделските задруги со многу голем страв. Со цел да полека го скршат мразот. Тешки проекти, тешки милионски суми на проекти од Европската Унија се дадени за ова да го стигнеме ова мало ниво кое го имаме во државата за развој на земјоделските задруги. Немојте да мислите дека земјоделците многу веруваат на оваа држава и на оваа Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство на владата на Република Македонија и дека со задоволство ќе ги прифатат сите решенија. Погледнете ги статистичките податоци. Намалено производство во секоја област. Останавме без базични производства. Нивите пола се угарина, не сработени. Земјоделците, идете во село да видите кои се земјоделци. Возрастни луѓе над 45-50 години. Готово да многу малку млади луѓе се занимаваат со земјоделство. Готово да го напуштивме традиционалното земјоделство. И место да поддржаме проекти кои значат здружување, кои значат укрупнување, кои значат промовирање на нови земјоделски практики, тоа што требаше да го промовираме преку задругарството. Многу едноставно, елегантно, со член 55 го поништивте. И зашто го поништивте? Затоа што не сакате и немате пари да го субвенционирате понатаму земјоделството. Тоа е клучниот одговор. И затоа земјоделците не ви веруваат. Затоа не ја почитуваат оваа влада. Затоа на избори земјоделците мора да ја казнат оваа влада. Затоа што немат партнер. Најново решение додат во економија. Па да сакаат да бидат тие во економија, ќе се отвореат трговски друштва, ќе се отвореат доели, ќе се тераат земјоделска политика. Ние имаме базично организирање земјоделско стопанство, земјоделец индивидуалец. Оставите ги тие големите фирми кои за многу мали пари ги земаат старите комбинати и тоа што беше вредно во земјоделието. Да се завратиме онамо каде што е иницијалниот момент, каде што е можноста за развој на земјоделието. Тоа е земјоделецот. Меѓутоа, земјоделецот никогаш досега не е бил правилно поставен. Никогаш досега не е заштитен од државата. Секогаш носиме неизвестни закони. Ова што сега го предлагаме со амандманот, да го зачуваме решението кое стои во земјоделските задруги во однос на имотот на земјоделските задруги. Нешто што функционира во моментот. Што ви смета на вас? Немате момент, како да кажам, не го сваќате моментот. Се укинува во законот за земјоделски задруги. Ке престане да важи согласно овој закон. Земјоделските задруги мора да се регистрираат како пандам на трговски друштва, доели акционерски друштва. Ниту еден земјоделец тоа нема да го направи. Ве убедувам од старт.
Зошто би го направил, а не го направил досега? Затоа што не верува во државата, затоа што не верува на економија, затоа што не верува на финансии. Со големи проекти, со тешки пари, со милионски суми, ги правивме овие проекти во земјоделие, тука и министерот Димовски. Лјупчо, како мислите вие понатаму со земјоделството? Несериозно сметам дека одбивањето на овој амандман јасно укажува на тенденцијата од аспект на економија да се завршат некои работи што ги некој намислил. Интенцијата е јасна, пререгистрација на земјоделските задруги, да се собере имотот на сите земјоделски задруги кои немаат организирани собрања или можност тоа да го направат. Тоа ќе биде добар плен за бизнисмените од СДСМ и ДУИ, а земјоделските задруги кои функционираат во моментот ќе бидат оставени на милост и немилост. Многу евидентно е и малкиот број кои ги имаме земјоделски задруги тешко да функционираат по новиот закон. Уште еден доказ дека државата не сака да го дигне земјоделството на повисоко ниво. Ова е уште еден удар врз земјоделието. Може би не и како сума, како обем, меѓутоа цврст доказ дека и тоа малку што е направено лесно можеме да го поништиме со еден член. Суспендираме закони и готово. Со ваков однос нема земјоделие во државата. Нема шумарство, нема водостопанство. Благодарам.